Продолжуваме на истата тема, стартот на новата учебна година, сите предизвици што ги носи со себе. Разговараме со мојот денешен гостин, доктор Илчо Евковски, кој што е специјалист по медицина на трудот. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Се надевам дека не чекавте. Јас реков докторите не смеат никако да чекаат. Па, чекаме и ние. Да. Така да. Рековме многу нови предизвици, така? Така. Предизвици не само за учениците, предизвици за наставниот кадар, за нас родителите, за бабите, за дедовците, секако и за вас докторите. Не знам како да ги рангирам, кој да биде на прво место. И затоа не знам ни од кого да започнам. Но еве да речеме од децата да започнеме, така? Вие покрај што сте доктор, сте и родител. Сега ме интересира како, конкретно денеска најмногу зборувавме за првачињата, на едно 6-годишно дете, да му се објасни целава состојба, како тоа да се подготви за, не само за првиот учебен ден, туку за целава учебна година, како да се однесува, што да прави на училиште, за да биде безбедно. Видете, на децата треба да им се објасни што е вирусот, како се пренесува вирусот. Децата многу добро разбираат кога ние сакаме да им објасниме нешто, брзо впиваат, они се сунгери што велиме. Така да нашите информации што ќе им ги принесеме, децата ќе ги прифатат и ги практикуваат, да речеме. Колку тоа ќе биде во процесот практикувано, зависи нормално и од наставниот кадар. Ние од дома може да го припремиме детето, да му објасниме се, но наставниот кадар ќе треба да се погрижи истото тоа да продолжи и во училиштето или во градинката. Децата се една категорија која што се специфична, но за среќа во оваа ковид пандемија за сега и немаме многу случаи кои што се тешки случаи, да речем, на COVID-19, потешки состојби од COVID-19, имаме полесни катарални промени кои што се однесуваат на горно респираторен систем, каде што дава најчесто и процентот на фаталност е така е многу нисок. мал, така. Многу нисок. За од таа страна, гледајќи, би требало да се советува на децата да избегаваат колку што е можно повеќе контакти помеѓу себе. Веднаш под прашањето, така. како? Да речеме, ќе бидат скусени часовите, така, но сепак ќе бидат 3-4 часа. Но видете, Во една училница. така е. Но децата се преполовени, да не речеме и повеќе од половина во една училница. Така да и луѓето, децата кои што престојуваат во таа училница, немаат толку можност да испуштат доволно вируси во воздухот преку кои што би се заразиле. Ама дете се сака да стане, да потрчка, му паднало гума. Така е, но ќе сепак земе се гумата, научили. рацете. Добро, сега нема да може би во уста од маската, ама Видете, целата ова хигиена и целиот овој театар околу хигиена што го видовме на секаде по светот, не само кај нас и тука се случува, но и секаде по светот, со на претерано чистење, со на фумирање на простори, се театар. или пак не беше Нема- почетниот страв, можеби кога уште Така да, ништо тоа не е знаев. тоа е нели? веќе театар. Значи во почетокот тоа е нормално кога не знаеме што се случува со една болест, што не знаеме од каде ни доаѓа, како ни доаѓа, тоа е точно, треба да се предпазиме најмногу што можеме. Но веќе кога имаме сигурни податоци од тоа како се пренесува овој вирус, како се транспортира низ воздухот, како доаѓа од лице до лице, би требало да се осврнеме повеќе кон респираторна хигиена и околу маските. Она што ќе падне на земја, секако дека детето ќе го земе со рака. Таа маска ќе го спречи да ја стави таа рака во уста. Не дека децата треба да ги чуваме во стерилна средина, тоа нешто мислам дека би било многу лошо по нас, по нашиот имунитет за децата особено. Еве, споменавте конкретно маската. Една доволно е за детето? Дали треба практични совети, рековме, дали треба родителите да Практичен му стават совет. уште 2-3 Така е. маскички резервни? Практичен совет. Дете кога пуштате да и си игра во снег, му давате заштитни ракавици. Дали вашето дете на 6 години би му дале само едни ракавици? Ме разбирате што сакам да кажам? Значи, секој дете си има своја посебна структура, каде ќе се наоѓа, што ќе прави, процес на часови. Една маска не е сигурно доволна за малите деца. Значи, тоа во ниеден случај. Поголемите деца за 4 часа би требало да издржат со една маска. Но, сепак советувам да се стави и втора, и трета маска, и Да. петта маска,
Дали советувате зависно од 4 часа воопшто да не се извади маската? Некогаш еве и ние, сигурно и вие, иако можеби не смеете го признаете тогаш, некогаш на моменти не може да дишете, така? И често пати имаме како еден тик веќе малце ја вадиме вака нели да си земаме воздух. Маската треба да се носи постојано на нас. Маската не е штетна по нашето здравје, иако тоа некои луѓе го изјавија по телевизии, вака по медиуми. Маската не е штетна. Детето ништо нема да му се случи доколку носи маска на него. Не само по телевизии, на Facebook, И на секаде лажни вести секаде. Не знаеш веќе од која страна да стигнуваат. Така е, не велам не, но сепак треба да разбереме дека постојат професионалци и професионалци. Има луѓе кои што работаат во областа на аерогените трансмисии и има луѓе кои што не работаат, односно се само доктори, медицински лица или некој кадар кој што не разбира доволно од проблематиката, а зборува на проблематиката. Така да... Значи, вие сте апсолутно 100% за носење маски цело време, така? Додека се децата во близок контакт. А што е со староснава граница? Што тука малку копјата се бијат, постојано разни информации, до таа возраст дете да не носи, до таа од таа да носи. Така. Светската здравствена организација, како и УНИЦЕФ, која што е исто еден голем покривач на проблемите со децата, извадија своји студии и докажаа дека децата до 5 годишна возраст и немаат толку големи, она што го зборевме, коморбидитети, ризик фактори за развивање на поголема трагедија некоја. Затоа и се советува кај нив да не носат маски до 5 години. Над 5 годишна возраст, односно од 6 до 11 годишна возраст, се советува во зависност од детето, каде ќе се движи, што ќе прави денес, дали има потреба да одлучи неговиот родител, односно наставникот кога е во училница. Нели, тоа е сепак вториот родител, велим. Над 12 годишна возраст децата се сметаат за повозрастни деца кои што веќе разбираат што збориме се и имаат можност да створат низ животот работни навики, односно нивни школски навики за носење на маска, така да тие деца би требало да носат постојано маска. Еден друг проблем, исто би сакала да ве прашам, сега летово сите се подопуштивме малку, така да кажеме. Ги гледате и школскиве дворови се преполни со деца, не зборам за настава, туку што си играат по дворовите. Си се собираат, си се дружат. Машките одат на фудбал, девојчињата одат на балет. Тогаш која е разликата од тоа, зошто тоа да може да се прави, а да не може да се започне со редовна настава во училиште, со физичко присуство, што го нарекуваат? Разликата е во основата. А основата е тоа дали е отворен или затворен простор. Децата кога се на отворен простор, знаеме дека и сите останати имаат минимум 20 пати помала шанса да се заразат со COVID-19, односно со SARS-CoV-2, да произведат зараза. Во затворен простор проблем е таа акумулација на оние аерогени капки кои што ние ги изфрламе при секое наше отварање на устата. Значи, доколку ние стоиме во мала просторија која што не се вентилира доволно и нема доволно хигиена внатре, таа би била опасна за децата. Затоа и нашата препорака беше да децата искачаат надвор, да се дружат надвор, сепак надвор не може да се акумулира во воздухот, не може да се акумулираат овие капки, тие се разредуваат, има движење на воздухот исто, кое што ги разнесува, така да во затворен простор ќе биде проблем. И балетот, како што спомнавте, е проблем, фудбалот не е проблем. Имаше вчера, многу беше споделувано, сигурно допрело до вас на Facebook, а може да ги носите децата во Сити мол, а не можете на училиште. И тоа е затворен простор. Така е, но да се разбереме, во Сити мол колку време ќе проведете? Женско сум многу, можам 2-3 дена. Значи, децата вообичаено во тие Сити мол и остали молови наоколу, трговски центри кои што се затворени дуќани, таму влегувате и излегувате со деца, купувате и тоа е краток престој при кој што носите маска задолжително внатре, каде што сепак е огромен тој простор, сепак таму има подобрена вентилација. Знаеме дека користат. Вентилацијата игра огромна улога во оваа ситуација. И па нашите училишта имаат прозори, така се вентилира? Така е, значи дури најмалку да го отворите вашиот прозор, вие веќе ја менувате амбиенталната клима внатре и распоредот на тие гасови внатре и на аерогени честички.
Би требало да имаме вентилација, дури таа и да е природна. Ја им советувам на нашите наставници кои што денес држат часови, колку што е можно повеќе да ги држат вратите и прозорците отворени, како не би имало акумулирање на овие капки. Одличен совет. Рековме сите сме инволвирани во оваа каша, така да речеме, во овој проблем. Што е со наставниот кадар? Знаеме за градинките дека воспитувачките пред да отворат градинките беа тестирани, така? За наставниците немаме слушнато така. Еве вие во вашата пракса дали знаете дали некој наставник дошол да се тестира? Задолжително дека не беше, не беше. Не. Скринингот го направија пролетта некое време, потоа требаше да започнат градинките, не започнаа. Од пролетта до сега дури започнаа градинките и тој скрининг веќе не е релевантен иако се направи. Колку што се направи. Во училиштата за наставниот кадар јас знам дека немаше до сега никакви скрининзи, тестирање, но која е политиката позади сето тоа не ми е јасно. Закаснивме најверојатно и сите овие случувања што ги имавме со изборите летово, промена на министри, на службеници, на директорски места, па направија дополнителен проблем околу спроведување на сите тие скрининзи, на сите тие обуки на наставен кадар, па еве касниме и дури сега ги учиме се уште наставниците како да користат некаква платформа за distance learning или онлайн учење. Друга една категорија што исто така е туку е најризична, а со оглед на тоа што ние родителите работиме и најчесто ги земаат бабите, дедовците, така? Сега, како тие да бидат безбедни, а сепак да се ги гледаат внучињата? Затоа што не може со месеци да не ги гледаат, нели? Така е. Проблем е секоја комуникација на дете кое што било повеќе од 2 часа во затворен простор со други деца каде што се групираат, и тоа се и наставните часови, нели? Проблем е секое нивно наредно комуницирање со возрасен човек, особено со оние кои што имаат некаква пропратна болест, хронична, особено со обезни, дебели, баби, дедовци. Таму би требало да има особена предпазливост кај родителите, да го имаат на ум дека нивното дете може да пренесе понатаму болест и да заврши нешто фатално на нешто што не сакаме. Секое дете може да се земе од училиште, значи по патот, тоа е на отворен простор. Кога ќе дојдат дома, препорачувам да се измијат рацете веднаш, да се измие лицето и потоа колку што е можно да се чуваат вратите, прозорците отворени, децата и бабите, дедовците да се разделени колку што е можно. Се разбира дека ќе има моменти кога треба да се принесе храна, да се помогне на облекување, па и гушкање и сите работи. Видете, значи ние и до сега не престанавме со гушкање доколку носиме маски. Денеска си носиме маска на нас и ќе се гушнеме, значи тоа не е никаков проблем ако ние сакаме дури да ја симнеме маската на момент за да се приближиме поблиску со лице да се видиме еден со друг, не е тоа некаков си страшен проблем. Проблем е ако е тоа продолжен процес. Ако стои детето во тој процес блиску до бабата, дедото, па има повеќе шанса да го зголеми ризикот. Нешто се кажуваше 15 на минути, ама не знам дали можеме стриктно да се држиме баш до тој тајминг. Така? Не може да се држите до тој тајминг, бидејќи тој тајминг е 15 минути во затворен близок контакт. Значи, кај нас во домот нема да седиме цело време еден до друг и тој контакт на 15 минути не може да баш. 14, се не се 15, нема да се зарази. И тоа пак обратното, нели? Не може. Не треба да се претерува со се, не треба да се прави од тоа некаква хистерија. Сепак љубовта на бабите и на дедовците е поголема од се друго. Верувам дека сите они знаат до сега како да се справат со една хигиена домашна. Верувам дека бабите и дедовците знаат да ги научат нивните внуци што значи здрава средина, што значи здравје и верувам дека тоа сите треба да го практикуваме. Следува еден период кој што традиционално е период на настинки, па гриповите и други години, се срамно да се признае, ама така функционирало, ќе му даеш парацетамолче на детето, ќе издржи 4 сати во школа или пак често пати и антибиотик од воранец, што исто така не треба, нели? Сега предпоставувам дека тако нешто не сме да дојде во предвид. Повикувам на сериозност од родителите, повикувам на свесност, пред се висока свесност за ситуацијата во која што се наоѓаме.
Детеца не смеат да се појавуваат во училиште болни, ни претходно, ни сега, но особено сега би повикал да се има еден респект кон сето ова што го работиме и што се мачиме околу нашата популација. Зборувам за медицинскиот кадар, зборувам за луѓето кои што мислат на сите деца. Зошто? Зошто секое отварање на училишта до сега, секое отварање на градинки до сега, кога има некаква епидемија, која што сме ја имале, било со морбили, било со грипови, било со било која друга заразна болест, бројките се дуплираат, тродуплираат, така да наеднаш може да добиеме многу пациенти со кои што нема да можеме како здравствен систем да се справиме. Нашите болници и сега се преполни, нашите болници и сега болнички кревети се зафатени. Замислете кога тоа нешто би било пати 3. Вчера, завчера имаше 190 случаи дневно. Замислете тоа да биде сега по 500-600 случаеви дневно. Така да мора да се припази повеќе човекот самиот, тргнувам од себе, значи тргнувам од моите деца, мора да бидеме сериозни кога детето пројавува некаков симптом да се обратиме на лекар. Да, но вам ви е полесно како доктор, така? Сега ние како да знаеме кога треба да реагираме, кога треба да се вклучи, затоа што сега нормално па и да се подразвола децава од некоја температура од нас, нормално така. Е сето тоа исто. Ама како да знаеме кога треба да се обратиме, а кога може со дома да помине? Но секој пат треба да се обратите. Затоа сме ние докторите. Затоа ние имаме учено школа, за да ви помогнеме на вам. За совети, за консултации, јас не знам дека некој доктор одбил некого да кога ќе му се јави на телефон. Особено доколку тој доктор е на работа во амбуланта. Ние дневно примаме по минимум по 200-300 повици дневно во нашата амбуланта, бидејќи имаме над 6000 пациенти матични. Таму циркулира голема бројка и имаме нон-стоп јавувања. Ние постојано комуницираме токму поради оваа природа, сега во моментов што не се случува. Тоа е исто така едно од прашањата. Рековме дека и докторите се опфатени во овој процес. Вие колку се подготвени еве сега за новиот бран што се најавува? Рековте веќе се капацитетиве полни. Подготвени сме многу подобро од тоа што бевме претходно. Од почетокот на пандемијата, кога не знаевме ништо за оваа пандемија. Откако ги научивме работите, јас верувам дека нашите доктори се спремни после 7-8 месеци активна пандемија кај нас, активна епидемија во локални мерки. Верувам дека докторите се научивме што значи оваа болест, кои се нејзините симптоми, како да се справуваме со неа, како да ја превенираме. Верувам дека системот обезбеди доволно средства, материјали, респиратори, кои што се потребни за да се справиме понатаму со пандемијата. Она што не гледам дека се случува на терен, за кое што замеруваме, е едукацијата, здравствената едукација, како на докторите, така и на популацијата. Требаше да се запне малце посериозно околу оваа работа. Не е доволно што постојано се апелира, постојано се зборува, нема телевизија да не се вклучи, да не се зборува на таа тема. Така е, но дали имате... Што повеќе би можело да се направи? Тоа се апели. Значи, апелите, препораките се апели и препораки. Она што е едукација, е едукација. Значи, едно е вие да слушнете некаде некој дека нешто пее, друго е да сакате да го научите да пее. Вашето дете или вашиот претпоставен или вашиот родител или како и да е. Треба да бидеме свесни колку е сериозна ситуацијата и требаше да се посвети многу повише внимание, особено во работните организации. Тука е и тој наставен кадар, тука е обавезата нивна, обврската нивна околу децата, сигурноста, безбедноста. Требаше многу повеќе да се посвети на нив внимание, да се објасни како оваа болест да ја спречиме за ширење во училиштата, во градинките, кое што за жал многу закасни кај нас. Сите овие работи и мерки што ги слушаме, препораки се на општо ниво. Секое работно место, јас сум медицина на труд специјалист и затоа така и приоѓам на проблемот. Секое работно место си има своји ризици, си има собствен ризик. Така да едукацијата треба да е насочена точно за тоа работно место и за популацијата која што се движи таму. Тоа нешто не го видовме и уште не го гледам, но се надевам дека ќе допре овој глас до власта, каде што ќе дадат некои поголеми напори за сузбивање на оваа појава.
Сакам уште две работи да ве прашам, но ова ве прашувам лично како ви размислувате на таа тема. Сепак сте рековме и родител. Дали сте вие за физичко присуство или за онлайн настава? Кога може да бирате, зашто вашите деца се поголеми од трето одделение, така? Не, моето дете едното е четврто одделение, второто ми е прво одделение, прваче. Значи првачето си оди. Така. Што одлучивте? Првачето, извинете, стана втораче. Греш, да ви кажам, исто мене ми се измеша, затоа една година ми се прескокна. Да, ни се прескокна оваа година, малце ми се мешаат работите. Јас се позамислувам кој одделение. Така, да, второ и пето одделение. Моето дете седи дома, е со онлайн настава. Второто дете кое што е повозрасно исто ќе седи дома, бидејќи јас не гледам како би можел да овозможам и онлайн и присуство физичко во училиштето во моментов. Тоа е потешкотија за мене. Подобро ми се децата да ми се на едно место, а искрено и не сум доволно задоволен од тоа како се спроведува целата физичка настава во училиштата и како тоа се замислува. Особено со онај дел кој што го спомнавме, вентилацијата во затворени простори, не се направи ништо кај нас. Ако светот веќе размислува околу воведување на некои филтри кои што успеваат да ги зафатат овие мали честички кои што се HEPA филтри, MER филтри, кои што се над 13-14, да не спорам во детали професионални, да ја задржиме темата пошироко. Тие филтри би требало да обезбедат заробување на овие микровируси, да ги чува таму, да не ги пушта назад во циркулација, а во едно време вентилацијата како систем би требало да внесе нов свеж воздух, а другиот кој што е внатре да го изфрли. Во исто време ние не можем, зошто ова го велам дека не сум задоволен, затоа што знаеме дека децата... Кај нас успех прозорите се сменат. Така, да. Тоа е кај нас баш проблематиката што не можеме овие деца да ги чуваме во зима со отворени прозорци, врати. Уште октомври можеме да истераме. Може би овој така? месец ќе можеме уште нешто да истераме, но следниот месец не верувам. Така да климатизацијата внатре, акомодацијата на детето, нели, би требало да биде во нормални услови учењето. Доколку е ладно внатре, тоа дете има други ризици, а и предрасположеноста на детето кон зарази, кон вируси со ладниот воздух внатре е поголема. Што е со систематските прегледи? Тоа не стигнав да ве прашам. Затоа што порано се знаеше кога мора да се оди редовно и вакцинација се. Сега се одржуваа систематските прегледи? Ако ме прашувате за школските... Да, за школските. Не сум запознат за школските, јас не сум во тој сектор и не знам дали имаат искрено организирано систематски прегледи. Систематски прегледи исто се и завработени, но и нив ги немавме во овие наназад месеци, па сега започнавме повторно. Имавме една забрана за вршење на систематски прегледи на вработени од властите, која што беше цела пролет и скоро некое време од летото. Се направи една таква небулоза за мене да забраниш преглед на вработен основен кој што е потреба во оваа пандемија. Кој што може да превенира други работи сега може би. Ма секако ние сите имаме и други болести, значи кои што се случуваат наоколу, кои што треба да се третираат, еве ги хроничните болни кои што се враќаат на работа. Никој тоа не го помина низ нас филтер, низ наш филтер, зашто сепак ние сме оние кои што разбираат дали тој хронично болен работник може да се врати во работен процес за дадено работно место или не. Сите ние знаеме можеби за дека човек кој што има мозочен удар не може да работи на височина некаде како ѕидар. Но ние не знаеме сите дали тој ќе работи како ѕидар кој што е на земја, па таму нешто може да се измени во неговите работни услови, неговата заштита за да он продолжи со работа. Сепак сме сериозна гранка која што во Македонија е подценета и подфрлена на страна. Се руши здравјето на работниците, а сакаме да ги зачуваме работните места, сакаме да ја зачуваме економијата. Сите болни до сега во нашите закони си е многу убаво напишано и има законите зашто тоа го предвиделе, да не навлегувам подлабоко.
Сите болни кои што седеле дома подолг период, секогаш кога се враќаат на работа, работодавачот е должен да ги испрати на нова проценка на нивната работоспособност за даденото работно место. Дали тој човек по враќање на работа од хроничната болест, од отсутство на работа, на боледување кое што ние го нарекуваме, тоа е отсутство од работа. После подолго време тој би требало да се провери какви се неговите параметри согласно дадената ситуација за дадено работно место. Тоа нешто кај нас повторно се избегнува, повторно се зацкрива, некој мижи на целата работа, што не е убаво, бидејќи не е исто вие сега со мене, ќе ве дадам како пример, да бидете со хронична обструктивна пулмонална болест, и не е исто вие да бидете сега на терен и да работите некаде во некоја просторија каде што би требало да земате интервју од 20-30 луѓе. Затоа велам дека работодавачите треба да припазат, ние сепак имаме законски норми, законски обврски, кои што утре и човечноста секако, но и работодавачите многу често гледаат кон законите, помалку кон човечноста отколку кон законите, затоа и таму се насочувам. Нашите закони предвидуваат строги казни, кривични дела се тоа нешто, доколку не не обезбедиме. мислиме на нашите работодавачи, така да не биде сваќани. Во моментов ние сме во ред, значи сме во една огромна просторија ова, каде што сме двајца во студио со еден камерман, седиме на доволно раздалеченост на растојание и вие не сте биле на подолго боледување, па вашиот работодавач да требало да ве прати. Значи тука се разбираме дека не зборуваме за вас, но доколку некој има работодавач кој што му седел дома, кој што ги оставил дома во овие месеци хронично болни луѓе, би им советувал да земат да ги препратат веднаш до службите за медицина на труд, каде што со насочен преглед ќе се процени, ќе се даде индивидуалниот ризик на тоа лице спрема работното место, дали може или не може да работи, како би имале заштита законска и работодавачите и работниците, дали нешто утре ќе значи тоа по нивното работно место или по губење на бизнисот воопшто. За крај уште едно прашање, тоа е таа фамозна вакцина која што цел свет ја очекува, без која што велат нема да има крај на оваа пандемија. Се и се што се изначитавме. Те оваа успела, те не успеала. Да не наведувам сега земји, затоа што не знам што од тоа е точно, а што не е. Колку сте вие запознаени со ова? Што да очекуваме и кој е вашиот став? Што ние да очекуваме сега од оваа вакцина? Вакцината се произведува со години, се тестира со години, дава ефекти, после многу години, така да не можеме да знаеме точно од сега што ќе биде утре. Она што го знаеме е дека многу компании, многу светски институти, секако и бизнис секторот, многу од луѓето од бизнис секторот кои што беа во други бизниси се пренасочија во ова пронаоѓање на вакцината, зашто сепак е голем бизнис. Што можам да кажам, тие вакцини се произведуваат и се работи на нив. Не треба да брзаме. Секаде по светот, каде што луѓето има доблест да ја разберат ситуацијата, да ја прифатат сериозно, она носење на маски што постојано го повторуваме, луѓето можеби таму во тие средини ќе го избегнат на вакцинирање. Доколку продолжиме вака на овој начин да се однесуваме без носење маски, без многу замарање околу тоа дали ќе се разболи некој друг, дали ние ќе заболиме некој друг, мислам дека вакцинацијата нема да не избегне. Што значи тоа нешто? Би требало да се вакцинира поголем дел од популацијата за да може да се справиме со пандемијата. Јас сум противник на тоа нешто, нема да ме сватите погрешно. Поборник сум на маските, поборник сум на тие заштитни превентивни мерки, кои што сите можат да ги прават. Маските ги споминавме неколку пати, а не ми кажете дали сметате дека треба и на отворено да се носат? Маските на отворено треба да се носат кога доаѓаме во поблизок контакт со други лица. Овие најавите што беа дека, значи, буквално дури за планинари дека ќе треба да носат маски. Видете и на планина. Да не претеруваме. Да не претеруваме, но планинарите исто се луѓе. И они еден на друг може да си пренесат дури и на планина вирус.
Што значи ова нешто? Маската и тие би требало да ја носат доколку се собрани во некој шатор, доколку се наместени некаде во буквално за планинарење, додека планинариш по качуваат една планини, патика, по една патека доволно е да држат 2 метри растојание еден помеѓу друг, што и доста често се гледа Ако додека еден падне, другиот да не му помага, далеко е. Не, секако дека ќе помага, дополнително што првата помош на Иво Планина има нови насоки за спроведување на прва помош Нема веќе вештачко дишење. Вештачкото дишење е она што вие го рекувате. Тоа давање на воздух на некој кој што е паднат се изведува по некои нови протоколи за кои што се има посебни обуки. Како? Многу ме интересира. Иако не беше ова дел од прашањето, ама стварно не ми е јасно Како? тоа. Значи, секој пат се сметаше дека треба да се започне во минатото, се сметаше дека требаше да се започне со давање веднаш на вештачко дишење. Во новата литература, во поназад неколку години. Сите одевме Црвен крст таму. Така. Значи притискањето на срцето, она што сте го учеле, вештачката срцева масажа, е побитна отколку давањето на воздух директен. Доколку веќе треба да дадеме воздух, значи задолжително врз устата се поставува платнена марама, платнена шамија, како да кажам, некоја газа, значи мајца, било што, нешто што ќе спречи воздухот, капките кои што ги има во воздухот на тој што е паднат, тој што лежи, да не дојдат до вас. Значи, сепак треба да се постави бариера на устата, која што ќе дозволи спречување на ширење на тие капки од воздухот на паднати.